Вечерва колегата Маријан Николовски разговара со пратеникот од СДСМ Љупчо Николовски. Добро вечер. Добро вечер, Маријан. Добре дојдовте. Фала на поканата, поздрав на гледачите. Историски изгледа најлошата година за СДСМ ќе беше ова. СДСМ е точно пред големи предизвици во наредниот период. Меѓутоа СДСМ е голема политичка партија. Организација верувам дека уште од самиот почеток на годината поуките од овие локални избори, од начинот на функционирање, резултатот и она што го кажаа граѓаните, но и падот кој што го имаме од 140.000 гласови за ВМРО ДПМН и за брзиот пат кој што се гледа во незадоволството на луѓето и на граѓаните, е порака дека има огромен празен простор на кој што СДСМ треба да работи со граѓанските организации, со невладините, со неопределените, пред се со граѓаните и да понуди еден нов концепт, односно СДСМ треба да биде пред едни големи реформи во периодот што следи. Добро, сега има ново раководство, ќе има нели на конгресот избрано ново раководство. Очекувањата може ли тоа да придонесе напред да се влече СДСМ или пак ако се гледат оние првични реакции внатре партиски од одредени поранешни функционери, меѓу кои чинам дека и актуелниот градоначалник на Крива Паланка поднесе оставка од позицијата председател на СДСМ. Колку е тој терет на тоа ново раководство повеќе тежок кон самото себе СДСМ или кон битката со аргументација кон политиките на власт? Секако дека во последниот период гледаме една силна критика аргументирана кон политиките на власта и кон она што се случува, поврзувајќи со многу тендери, фирми и многу корупцијски случаи кои што ги гледаме. Има еден силен отпор, би рекол, во поглед на политиките на власта, и тоа е нешто што фалеше во претходниот период и конечно го гледаме секојдневно од страна на СДСМ. Меѓутоа, како што кажав, реформите во СДСМ значат пред се обединување на СДСМ. Нас ни треба обединет СДСМ, тоа е потребен и на државата, и на граѓаните, заради тоа што имаме една власт која што покажа некапацитетност и неспособност во спроведувањето на политиките и во целта и движењето каде одиме како држава. Затоа или пак за неуспесите во ниту еден ресор, или за немањето на реформи, или за изолацијата од страна на меѓународната заедница и нејасниот пат по кој што одиме додека целиот регион оди напред. Албанија и Црна Гора се пред вратите на Европската Унија, ние буквално заостануваме сега со останатите земји од регионот, а на времето бевме и пред Хрватска. Затоа СДСМ со едно големо обединување на сите структури кои што ќе бидат репрезент во раководството, во телата, во органите, во извршниот одбор, во централниот одбор и така натаму, меѓутоа и со промоција на една нова политичка култура. Нас ние доста сметам дека лично од партиски препукувања, граѓаните и младите се уморни од таа работа. Амбасадорката Агилер прати многу јасна порака токму од вашето студио, кажа дека да, граѓаните и младите се незадоволни од тоа што политичките партии или најголемите партии не зборуваат за проблемите кои што ги имаат луѓето и за решенија. Пред да зборувате за проблемите, имате посериозни проблеми внатре во партијата. Тоа се обидувам да ве прашам. Токму затоа зошто на пример потреба поднесе градоначалникот избран Крива Паланка, речеме, оставка од председателската? Крива Паланка е бастион на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Први граѓаните на Крива Паланка знаат и јас лично и владите предводени од СДСМ за кои крупни проекти сме се борале. Тој регион североистокот беше заборавен од било која тој не задоволен од СДСМ. И тоа е на некој начин договор дека он беше времено на таа позиција од еден аспект гледано и беше договорено дека уште пред изборите, по изборот и по формирањето на локалната власт ќе направиме соодветни промени и во општинската организација. Меѓутоа секако дека и СДСМ Крива Паланка не смее да биде заобиколен
од структурирањето и позиционирањето и придонесот кој што треба да го даде општинската организација во делот на централата. Затоа верувам дека и на престојниот конгрес ќе се отворат сите овие дебати. СДСМ е политичка партија во која што слободно и демократски се поттикнува дебатата. Имате друг пример у Битола, имате јавни функционери поранешни кои бараат оставка од лидерот на партијата како Шилегов, да речеме. Затоа јас разбирам поентата од потребата на обединување, но некако тешко ви оди, некако тешко се случува тоа обединување. Или пак како што кажав, СДСМ е пред се лево ориентирана политичка структура. СДСМ мора да се потпре во наредниот период на своите идеолошки принципи, да се оддалечи од клиентелизмот, од сето она што наштети во претходниот период. Иако СДСМ во 2020 година беше еден пример за модерна, брза демократска партија, која многу брзо се реформираше, и сметам дека еден таков процес сега и ќе започне. Ќе се отвори таа дискусија, ќе се отвори таа дебата. Верувам дека со сите овие структури на ниво на целата држава ќе се разговара, и дека и раководството, кое што впрочем не е комплетирано, извршниот одбор кој што не е целостов комплетиран, ќе бидат слика на капацитетот и потенцијалот кој што СДСМ го има. Меѓутоа, клучното и за СДСМ е да гради голем коалициски капацитет кој што го имал и претходно, да комуницира со независните кандидати. Особено на овие избори видовме дека голем број на независни кандидати зема огромен број или голем број на гласови на советнички места со невладините организации, односно да биде стожер во формирањето на еден таков опозицијски стол. Тој ривалитет внатре у партијата се виде во Куманово, да речеме, таму можеше да СДСМ го подржи независниот кандидат, можеше да или некој друг. Јас ги адресирав и на раководството моите лични забелешки за она што сметам дека беше потребно да се направи во пресрет на локалните избори. СДСМ мораше пред се да ги подржи опозицијските кандидати без никакво тактизирање или одлагање. СДСМ зошто не се случи тоа? СДСМ тоа се прашање на раководството. Јас не сум дел од раководството. Меѓутоа верувам дека после локалните избори токму овие пораки кои што беа пратени и резултатите ќе бидат основа за градењето на новите одлуки и на новите органи, капацитети и на новиот начин на функционирање на СДСМ. Не е само промената на кадрите дека ќе го воздигнат СДСМ, туку и промената на начинот на размислување, на промоцијата на таа нова политичка култура, на новите теми кои што треба да бидат отворени во општеството. Ние треба да разговараме и за идеолошките, но и за перспективите на државата, и нема кој друг. Повторно СДСМ е таа голема политичка структура и организација. Јас верувам во тој процес кој што следи, вклучително и во дискусиите, дебатите и одлуките кои што Конгресот ќе ги носи на крајот на јануари, и дека ќе ја започнеме годината со едно такво консолидирање и обединување на сите структури во СДСМ, и секако потоа следи и она што кажам, градењето на коалицијскиот потенцијал и на сите оние кои што се незадоволни од политиките на оваа власт. Спомнате дека не сте дел од раководството, нема место за вас таму или не сакавте вие? Јас бев дел од раководството на СДСМ и во период кога бев после 18 години Социјалдемократски сојуз на Македонија победи на парламентарни избори, нашите членови, симпатизери, поддржувачи на СДСМ знаат добро како функционирал системски СДСМ кога бев генерален секретар и кога навистина функционираше многу брзо и соодветно на тековите и на модерните времиња на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и секогаш сум тука да дадам допринос и да помогнам да повторно СДСМ биде модерна. Директно прашањето, немаше место за вас или не сакавте вие да бидете дел од новото раководство? Воопшто во овој момент не сме дискутирале за таа тема. А би прифатили ли, да речеме, некоја одговорна функција? Јас сум тука кога и да треба и за било која поддршка, помош. Тоа го покажав и на овие локални избори со личниот ангажмент во Крива Паланка, со личниот ангажмент во сите општини каде што бев задужен. Јас знам структурата, членовите и затоа верувам во капацитетот на СДСМ и во соодветните, ако се спроведат соодветните реформи и се
воспостави системот на функционирање на партијата на уште повисоко ниво, заедно со она што денеска го правиме, верувам дека СДСМ повторно ќе биде победничка партија. Од она политика на откривање на афери, криминал, корупција, скандали на власта, што ја почнавте како партија, според вас кој е најуспешен, да речеме, дел од тие скандали кои што ги објавувате, кој има според вас голем ефект во јавноста или пак За жал, гледате дека добивме одлука од Европската комисија, и тоа вчера, за суспендирање, односно, прекин, блокада, стопирање на европските пари во делот на земјоделството. Јас уште летото овде, од истото студио во Сител телевизија, алармирав, но и од парламентот, од парламентарната говорница, дека со застојот на работа на предмети, со ставањето на предмети во фиоки, чекањето исто така одоговлекувањето на постапката за склучување на договорите, демотивирањето на професионалните кадри и многу други аномалии кои што беа во тој момент, од земја која што е лидер во искористеноста на ИПАР-2 програмата, која што целосно беше во период кога бев министер за земјоделство, сега доаѓаме до дното, односно имаме сериозни проблеми. И тоа се случи. Видовме дека токму таквиот начин и пристап доведе до откривање на голем корупцијски скандал и во прашање се нели 130 милиони евра или 250 милиони евра инвестиции во делот на модернизацијата на земјоделството. Власта гледаме дека го крие тоа. Уште од 10 декември на подкомитетот за следење, на комитетот за следење во Скопје, од страна на представниците на Европската комисија беше нотирано и соопштена таа одлука и овие денови повторно како почетокот од откривањето на овој скандал, ако може да кажеме дека буквално првин се сокриваше, дека нема суспензија, дека тоа е некако поврзано со периодот кога нели СДСМ беше на власт. Со минати настани проекти, да нема врска тоа, речеме. Не, ова е целосно поврзано, одлуката на Европската комисија поврзана лично со ИПАР-3 договорите кои што се подпишани и реализирани од страна на директорот кој што сега е во притвор, а се вклучени, гледаме лица и од Министерството и така натаму и покрај тоа што се велеше дека нема да има стопирање, дека нема проблем, дека нема засегнати проекти, искочи дека има. Па се велеше само пред 2 дена Министерството соопшти дека воопшто не станува збор за одлуката од Европската комисија за било какво стопирање на средствата. Денеска и уште од 10 декември имаме таа одлука. Јас се понудив уште од самиот почеток се со цел да помогнеме и да креираме акцијски планови, да го направиме сето она што е потребно за да не се случи, да се обидеме да помогнеме на тие стотици илјадници апликанти и да го задржиме тој статус. Меѓутоа, ја добивме одлуката исто како Албанија. Албанија е веќе 3 години со стопирани средства од страна на Европската комисија, не може да го користи овој инструмент на ИПАР програмата и се до оној момент додека ќе ги убедите Европската комисија и властите дека вие воспоставен системот. И покрај тоа што се негираше буквално сето тоа, денеска тоа ни се случи и ќе биде ова прва година во која што ќе направиме поврат на неискористените пари. 2 пати во текот на овие 15 години се случува тоа и тоа 2 пати во време на ВМРО-ДПМН. Во ИПАР-1 кој што целосно неискористен и сега во ИПАР-3. Ова беше најуспешната политика по која што бевме препознаени како држава. Власт имаше доста критики за вашето работење во Министерството за земјоделие за изминатиот период. Мета бевте на нивни делови кои што представуваа и обработуваа како афери, скандали. Се плашите ли од кривичен прогон? Тоа е токму, ако гледаме дека денеска и во овој период Европската комисија носи одлуки за кои што ние зборевме дека ќе со однесувањето кое што го прават ќе дојде до тоа да се фатени во голем криминал. Тоа е обид за дефокус од вистинските теми, вистинските проблеми и вистинските скандали
кои што ги има. И тоа се случува во момент кога доаѓа до суспензија, блокада, стопирање на тие 130 милиони евра и кога не гледаме буквално трошка загриженост за тој процес и никаков активитет или нешто што може од страна на власта да се помогне во состојба кога ние се понудивме. Со секоја една работа прават дефокусирање од тој сегмент. Јас Министерството го оставив како прво рангирано по сите ранг листи на интегритет, на борба против корупција, на транспарентност и така натаму, и обвинувањата за некаква си набавка, не знам, на пример на жито за кое што Министерството воопшто нема никаква надлежност, или за некаква продажба за која што исто така нема надлежност, буквално е чист дефокус од вистинските проблеми и од изолацијата во која што оваа влада ја носи државата, вклучително и во дефокусирањето од овие скандали кои што денес ги гледаме. Пред крај, како оценувате политиката на оваа влада во поглед на земјоделството, целиот тој сектор поврзан со функционирањето на владата изминатата година и половина? Ако оваа година завршуваме со блокирани средства од Европската унија, кои што се најбитни за модернизација на земјоделството, и ако имаме состојба во која што субвенциите нередовно веќе се исплаќаат, гледате дека требаше да има протест за да делумно овчарите бидат исплатени. Имаме скратени програми кои што се укинати комплетно. Имаме буџетот во 2026 година е намален за 2 милиарди денари помалку од пред 2023 или 2024 година, и влегуваме во 2026 година со голем терет и големи долгови пренесени обврски од ова и од претходната 2024 година. Ако гледаме дека е укината авансната исплата и новиот модел на субвенционирање кој што го ведовме, ако гледаме дека програмата за рурален развој е намалена за 100%, значи од 1 милиарда и 200 е намалена на 600 милиони денари, денеска Европската унија ја зголемува поддршката постојано за земјоделството и за производството на храна. Тоа значи што е она што може да го очекуваме. И ако го погледнете по сите сектори, одгледувачите на овци минатата година во март ги добија субвенциите, сега ги добиваат на крај на годината, 9 месеци покасно. Одгледувачите на говеда имаат скратени субвенции од 12 на 8.000 денари. Никогаш полоша не била состојбата во оризопроизводството, каде што оставивме откупни цени од над 40 денари, сега се преполовени. Се ветуваше откупот на тутун дека ќе биде 600 денари, втора година поред тоа е износот околу 400 денари. Градинарите исто така селективно се исплатени во делот на субвенциите, тоа јасно и јавно го кажуваат. Во секој еден сегмент и сектор во земјоделството состојбата е катастрофална и токму затоа се тие теми за дефокус од реалните и вистински проблеми и она што ова влада не го прави, односно нема фокус токму на овој сегмент кој што е основа на нашата македонска економија. Благодарам за ова, господин.